Случайно совпаđање или пак, што би рекол Шекспир, нештата судбински се предодредени. Навистина ми е драго што на 6 декември вечерта спроти 7 декември 2013 година разговараме за употребата на македонскиот литературен јазик. Господа пратеници, утре се навршува 20 години од смртта на човекот, кој целиот свој живот, целиот свој научен и работен век го посвети токму на македонскиот литературен јазик. Се што е во насока да се подобри заштитата и употребата на македонскиот литературен јазик, ние како пратеничка група ќе прифати. Но ред е токму вечерва, токму во очи на 20 годишнината од смртта на Конеси, да прозбориме дека Република Македонија, државата, владата, Министерството за култура не води доволно сметка за заштита на македонскиот литературен јазик. И ова процедура околу нотарите, иако во целта на законот е дека сето тоа се прави од единствена желба за подобрување или за заштита на македонскиот литературен јазик, дека ќе даде некакви резултати. Би сугерирал, што ми паѓа со години во очи, една аномалија на македонскиот јазик што се прави во законодавниот дом при пишуваните текстови на дневниот ред на седниците, и кога човекот зад мене го чита тој дневен ред од 120 точки, боди уши, кога ќе се прочита предлог на закон за изменување и дополнување. Тоа беше истакнувано од стручњаците за јазик како аномалија на охридскиот жаргонски говор во стилот поздрави го на брат ти. Тоа исто таква грешка е како да кажеш поздрави го на брат ти. Толку за нотарите, затоа што ако прошетаме само низ Скопје, ќе видиме членот 7 од Уставот или поточно амандманот 5 од Уставот на Република Македонија, колку и како се почитува македонскиот јазик и неговото кирилско писмо. Тоа е катастрофа. Кирилското писмо, прошетајте, а со законот е утврдено во член 5, сите предпријатија, сите трговски друштва, сите правни лица, називите, рекламите, сето тоа треба да биде на македонски јазик и со кирилично писмо. Него го нема. Тоа писмо изумира во главниот град на Република Македонија. И хипокризија е кога овде ќе зборуваме колку сме загрижени и колку ќе му помогнеме на јазикот. А почитувани колеги пратеници, јазикот е основното идентитетско обележје. Апелирам да поведиме сметка околу тој наш насушен македонски литературен јазик. Тоа е одбранбениот научен механизам благодарение на Конески и сите останати кои ги положија своите животи. Она е една од гениалните мисли на Конески дека татковината не се брани само со пушка, се брани и со други работи. Толку околу јазикот, толку околу нашиот однос кон јазикот. Сакам во еден дел, како следен значаен идентитетски сегмент во одбраната на идентитетот на македонскиот јазик, кој се негира и од југ, и од север, и од исток, и не знам од каде. И се поставува прашање, дали и однатре не се загрозува македонскиот национален идентитет. Мојот став околу проектот Скопје 2014 и антиквизацијата го имам кажан. Тој проект ќе биде погубен токму на идентитетски план, бидејќи ќе направи конфузија во идентитетот на македонец. Стотици години од Мисирков наваму, жалосна е сликата која ќе се види тоа мало спомениче на Мисирков до
импозантната триумфална порта, како изгледа, а тој е човекот кој ги постави научните темели на македонскиот литературен јазик, конески останатите лингвисти ги реализира. Вториот сегмент за идентитетот на мојата татковина е културата, културното наследство. Не му бранам никому да си ја почитува својата татковина, да си ја сака својата нација, но не може господинот Стоилковиќ на реакција од СДСМ за поставувањето на цар Душан Силни во Скопје да не нарекува фашисти и талибанци. Тоа е говор на омраз. Како човек кој родолюб и си ја сака својата татковина и се гордее што е македонец, а тоа го зборува во Собранието на Република Македонија, имам ли право да поставам едно прашање околу контроверзата на Душан Силни, најголемиот освојувач во историјата на српството. Држава од Дунав до Коринт, од Јадран до Егеј. Во што е контроверзата, во што е мојата забелешка? Не знам колку знаете, во 1346 година Душан Силни ја воздига српската црква на ниво на патријаршија. После Сава, после Свети Сава, тој е најзаслужниот за српската православна црква. Имам ли ја право како македонец од оваа говорница да поставам прашање? Вториот најзаслужен во градењето на Српската православна црква, кој добива споменик во мојот главен град. А таа православна српска црква ја негира македонската православна црква. Имам ли ја право да поставам дека тој лик за мене е контроверзен и дека не се согласувам неговиот споменик да биде во главниот град на мојата татковина? Според Стоилковиќ, ако тоа го поставам како прашање, јас сум фашист и талибанец. Господо пратеници од власта, вие имате моќта да одлучувате и за својата татковина, пошто се смее господинот, еден наш публицист и писател во далечните 80-ти години, Бошко Смачовски, во белградски Нин, постави едно прашање. Од кога черката ја негира мајката? Повеќе од век и половина Охридската Самоилова архиепископија е постара од Српската црква на Свети Сава. И таа црква нас не негира. И се прашувам, каде е Македонската православна црква? Имаме ли синот да се изјасни дали Душан Силни, Стефан Урош IV Душан Силни, дали тој човек е контраверзен или не е контраверзен? Тоа е прашањето што СДСМ го постави. Од оваа говорница, секогаш кога ќе сметам дека е загрозен идентитетот, националниот интерес на мојата татковина, по цена на се, гласот ќе го кренам. Тоа е прашање на кое треба да се даде одговор, а не да се бега министерката за култура да кажува дека таа не го поставила. Непратеникот не забега, зборува за јазикот и за културата како најзначајни идентитетски обележја на еден народ. Тоа е тоа што треба да се даде одговор. Имам право на тоа и секогаш во името на својата нација, во името на својата татковина, тие прашања ќе ги поставувам. На цар Душан местото за споменик не му е овде, затоа што тој е човекот која воздигнал Српската црква на ниво на патријаршија во 1346 година. Српската православна црква
без ниту еден аргумент ја спори автокефалноста на Македонската православна црква. Тој лик по таа логика е контроверзен за мене како македонец.